Поскапување имаме во сите сегменти од живењето и ние граѓаните бараме начин како да се заштитиме. Организацијата на потрошувачи бара замрзнување на цените. Вели мерката е неопходна за заштита на потрошувачите. Од друга страна, сметките се високи. Најголеми поплаки од граѓаните има за нередовното читање на водомерите и струјомерите. Кои се нашите права како потрошувачи и како можеме да ги заштитиме истите? Ова утро одговори бараме од Мартина Гранчаревска, правен советник во Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро, Мартина, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ке започнеме со она што е најактуелно и што го видовме пред малку од прилозите, поскапувањето во сите сегменти од живењето. Граѓаните се погласни се дека едве се крпи крај со крај. Дали тоа го пријавуваат и во Организацијата на потрошувачи, го креваат ли се повеќе гласот за своите права? Да, токму како што кажавте, сведоци сме дека периодов, нели, изминативе години со почеток на кризата почна зголемено поскапување на цените. Потрошувачите и кај нас веќе започнаа секојдневно да се јавуваат, да се жалат зошто цената е толку висока, нели, денес една цена, утре одма идат на пазарите, буквално гледаат нова цена. Имаат проблеми со високи сметки, а не можат истите да ги платат и од тој аспект има жалби, но сега колку што можеме ние им помагаме, колку што можеме ги упатуваме. И велите, државната интервенција во однос на цените е најнеопходна во моментов. Замрзнувањето е еден од начините да се спаси джебот на потрошувачот. За тоа дали има слух од надлежните, прашуваме еден извесен период. Еве вчера конкретно вице-премиерот Битеки кажа дека првите антикризни мерки ќе бидат во ноември, а фокусот ќе биде ставен на ранливите категории на граѓани. Тука некаде во целава приказна беше инволвирана и Комисијата за заштита од конкуренција, каде што кажа дека не интервенираат по преставка, па тој самиот кажа дека лично ќе ја достави истата. Има слух од институциите? Каков е вашиот впечаток како организација? Па вака, од почетокот на кризата ние како организација повикувавме на замрзнување на цени, нели периодично имаше замрзнати цени, замрзнати маржи. Сега кој што видовме најавуваат дека мерките некаде од октомври, ноември ќе започнат да се донесуваат, но сметаме дека не само ранливата категорија на потрошувачи треба да биде вклучена тука, треба да бидеме вклучени сите ние како потрошувачи, бидејќи сведоци сме дека со кризава сите ние веќе на некој начин станавме ранлива категорија, нели неможност на доволно средства за задоволување на оние основни потреби, бидејќи нели доаѓа сега период на зима, потребно ни огревно дрво, потребни се поголеми трошоци и секој потрошувач со овој буџет минимален што го има за секојдневна употреба станува на некој начин ранлив потрошувач. Сметаме дека во однос на слухот, нели, еве ние идеме медиумски, колку што можеме, нели, повеќе да го дигнеме гласот и на потрошувачите и да реагираме кај надлежните институции. Можам да кажам дека досега ние не сме биле консултирани ниту од министерството, ниту од владата во однос на носење на мерките. Се надеваме еве дека во иднина при носење на мерките кои што тие ги најавуваат октомври, ноември, ќе биде повикани организација на потрошувачи, заеднички да се донесе, да дадеме ние наш предлог кои мерки би биле поволни за потрошувачите. Прилично ги споменавте замрзнувањето на цените, но потоа кажавте исто така дека сте свесни дека тоа е популистичка мерка, дека имаме пазарна економија, па треба во вакви ситуации да не се чека и да се излезе со точна проценка и конкретни мерки кои што ќе ги заштитат граѓаните. Какви се тие, Мартина? Какви треба да бидат? Па вака, нели, од аспект на првично ќе кажам, пак сме ние се замрзнување на цени, но тоа да не биде како претходно месец, 2-3, тоа да биде минимум барем 6 месеци за потрошувачот да може во наредните 6 месеци да се го организира буџетот, да знае дека таа цена нема да се смени во тој период. Понатаму би можело да се донесат, нели, некакви мерки во однос на ваучери за исхрана, ваучери за задоволување на основни потреби на оние најранливи категории или пак на општо на сите потрошувачи, на делот потрошувачи кои што спаѓаат, нели, кои што имаат минимални плати или помали плати од просечната, бидејќи нели тоа и конкретно кај нас се случува, нели, поретко кој е надпросечната плата, мислам помал процент на потрошувачи, и мерки кои што ќе ги спречат трговците да ги прават оние манипулации кои што сега се случуваат, драстично зголемување на цените, можеби меѓусебно договарање да се зголеми цената иако трошоците нивни не се толкави, значи поголема контрола од страна на институциите, инспекторатите, што всушност прават трговците, определени ваучери, определена помош на лицата од ранливи категории, тоа да биде и за нели сега доаѓа зимски период за огревно дрво, за
други енергенси нели кои што им се потребни. И секако за електрична енергија, нели дали тоа ќе биде намалување на ДДВ-то или пак ќе кажам повторување на ваучерите на сите потрошувачи, значи да се зголеми таа категорија на која што сега се даваат нели тие субвенции. Би сакала куса да предискутираме и за квалитетот наспроти цените. Свесни сме дека во ситуација каде треба да калкулираме што ќе купиме, јадеме помалку и понеквалитетно. Стигаат ли такви представки до организацијата на потрошувачи? Да, можем да кажам дека во периодов кој што изминуваше мизната и оваа година стигаат поплаки од потрошувачи кои што се жалат дека одреден производ кој што го купувале години наназад веќе го нема истиот квалитет и секако тоа кон непоквалитетно иде. Тука можем да напоменам дека на овој начин се крши, можеме да сме сведоци дека секојдневно се крши едно од основните потрошувачки права, тоа е пристап на потрошувачот до добри услуги по пристапни цени по соодветен квалитет. Значи можеме да видиме дека производите за основна употреба веќе не се по онаа пристапна цена која што го предвидува и основно потрошувачко право и потрошувачот нема толкова право на избор на квалитетни производи, бидејќи трговците и производителите се повеќе нудат производи кои што немаат добар квалитет, а цената драстично ја зголемуваат. И кои се вашите ингеренции во случај на преставка? Да, во овој случај или доколку потрошувачот се пожеле кај нас, ние гледаме првично да комуницираме со трговецот или производителот, да се обидеме на некој начин преку медијација да го решиме спорот, за и во иднина да не бидат измамни други потрошувачи, но доколку утврдиме дека тоа не е предмет, не можеме да воспоставиме комуникација или слично, ги испраќаме да се обратат до државен пазарен инспекторат или санитарен инспекторат, агенција за храна и ветеринарство, во зависност од што станува збор, со каков проблем се соочил. Вообичаено нели кај овој дел со цените, неквалитетот на производите се испраќаат до државниот пазарен инспекторат. Имате впечаток дека навистина граѓаните, зборувам, имаат каде да се обратат, дека да навистина има ефект целата оваа приказна или пак трговците некако се тираат повторно по своја? Па можам да кажам и од фидбекот кој што ние го добиваме од потрошувачите, дел од нив се, да кажам, на некој начин разочарани, не успеваат нели влегувајќи во онаа административна постапка да ги заштитат своите потрошувачки права. Која алка од тука потфрла во системот најчесто? Па зависи, нели, некогаш потрошувачот е тој што не секогаш ја зборува вистината или кажува, некогаш инспекцијскиот орган можеби нема да постапи во определен сегмент, но можам да кажам дека ние се обидуваме на некој начин, еве колку што е нашата мок, нели, како невладино тело да реагираме, но сепак инспекцијскиот надзор е тој, инспекторите што треба да ја вршат таа контрола и треба нели трговецот на некој начин да знае дека ќе дојде инспектор и ќе изврши контрола за да не се манипулира потрошувачот. Граѓаните немаат проблем само со трговците, имаат проблем и со јавните предпријатија и наплатата на сметки. Податоците од последното истражување ваше се дека, да речеме, 37% од граѓаните се незадоволни од наплатата на вода, 62% од испораката на електрична енергија. Зашто најмногу имате поплаки? Да, имавме извршена онлайн анкета каде што имаше можност нели транспарентно потрошувачите да се изјаснат анонимно. Утврдивме дека во однос на електричната енергија потрошувачите најчесто имаат проблем со зголемени сметки за електрична енергија, иако немаат потрошено толку електрична енергија колку што е дојдено на сметката, понатаму имаат проблем со читање на броилата, нередовното читање и сметаат дека нели во определен случај истите се измамени, односно не секогаш имаат потрошено толку колку што им е фактурирано. Жалејќи се не успеваат да се ги остварат своите потрошувачки права, додека пак во однос на јавните услуги, тука имаше исто така поголем проблем во однос на високи сметки, нередовно читање на водомери, расипани водомери или закочени водомери и немање слух од јавните предпријатија да се поправи таа ситуација. Во поглед на испораката, што плаќаат, а што добиваат, големи реакции имаше и за уличното осветлување, бидејќи општините во случај на енергетска криза штедат на електрична енергија, а граѓаните велат дека им стигнуваат редовно сметки и истите треба да ги платат како да имаат улично осветлување. Што правиме тука? Да, токму како што кажавте, нели потрошувачот плаќа за услуга која што не ја добива, доколку јавните предпријатија или на ниво на општина, нели дали е тоа град Скопје или општините во град Скопје или низ целата Македонија, смета дека треба во општината да се изврши некаква заштита на енергија, во тој случај треба и на потрошувачот тоа да му се скрати од неговата сметка, односно нема обврска потрошувачот да плати за некаква услуга што не ја користи. Така да апелираме до јавните предпријатија и општините кои што прават вакви
за заштедена енергија на потрошувачот за 3 месец да му одземат од таа сметка, бидејќи немаме обврска никој потрошувачи да платиме нешто што не го добиваме. Велите апелираме. Кои се ингеренциите во овој случај? Останува се на апел. Каква е комуникацијата со институциите од општинско и централно ниво? Па да, можам да кажам дека во изминатите 2 години ние спроведувавме токму проект кој што се однесуваше во однос на општините и јавните претпријатија. Имавме комуникација со нив и можам да кажам дека во неколку општини успеавме да иницираме да се формира совет на потрошувачи и да се донесат програми за заштита на потрошувачи токму од аспект на енергетска ефикасност, родова заштита и права на потрошувачи, така да комуникацијата ни може да кажеме со некои општини добра и тој совет на потрошувачи кој што е формиран е оној кој што треба да даде иницијатива во самата општина и кај јавното претпријатие да се донесат овие одлуки. За сите граѓани кои што сметаат дека им е повредено потрошувачкото право, како може да се заштита, што може да направат за да се заштитат? Да, значи најпрво како потрошувачи секогаш е добро да си ги знаеме правата во однос на што и да станува збор, дали ќе биде за храна, дали ќе биде за некаква услуга која што добиваме. Најпрво не се плашат од трговците, секогаш да се обраќаат најпрво до трговецот или пак до претпријатието кое нуди услугата за да се реши тој проблем. Доколку тоа не успеат, може слободно да се обратат до нас во Организација на потрошувачи на Македонија, да им дадеме совет или пак некогаш и во нивно име да постапиме до трговецот. Имаме почести пракси, можам да кажам, во последен период, каде што ние комуницираме со трговецот и се решаваат проблемите. И секако крајната инстанца е инспекцијскиот орган, државен пазарен инспекторат, Агенција за храна и ветеринарство и државен санитарен инспекторат. Од ноември ќе ги имаме антикризните мерки, па ќе ви имаме повторно и во студиото да продискутираме за нив. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам на поканата.